194 за државна матура, 2276 за стручна матура и 127 ученици за уметничка матура. Но 348 ученици не дојдоа на полагање, не се појавија на полагање или процентуално 2,39% од учениците беа отсутни. Просечната оценка од сите три типа на матури е 3,66, што е скоро на ниво од ланската матура кога изнесуваше 3,69. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек за разлика од 2024 година кога изнесуваше 3,26 и 3,59. Овие податоци ќе бидат компарирани од следната учебна година кога по прв пат ќе имаме полагање повторно во овој тип на новиот модел. Им е поништен тестот и тие ќе полагаат повторно во август. Дел се фатени како пишуваат на лице место и се отстранети од испитот, а за дел е утврдено дека препишувале откако им се прегледани тестовите. Им е поништен тестот и тие ќе полагаат повторно во август. Дел се фатени како пишуваат на лице место и се отстранети од испитот, а за дел е утврдено дека препишувале откако им се прегледани тестовите. Средно образование имаме просек 3,66, што е приближно ист и да не речам ист со минатогодишниот, така што се одржува еден континуитет во тој дел. За прв пат оваа година се реализираше матурата согласно новата концепција за испити на крајот на средното образование и согласно тоа имавме 3 вида на матура. Како што знаете, државна стручна и државна уметничка матура. Најголем дел од учениците ја избраа државната матура. Математика имаме 4,30, што значи многу добар успех и математика и мајчин јазик. Англиски јазик имаме добар успех 3,18. Странските јазици кои што се во помал број, италијански 4,50 одличен успех и руски јазик исто така 4,71, што е одличен успех. Мене ме радува и успехот кој што е постигнат по мајчините јазици и успехот по математика и англиски јазик, зборуваме во делот на државната матура. Средната оценка за државна стручна матура ми е 3,91. Преки спомнавте германски... Видете, тоа се ученици кои што германскиот, италијанскиот, францускиот јазик ги изучуваат со зголемен број на часови. Станува збор за учениците од паралелките кои што се француски, германски, италијански. Знаете дека во училиштата ги имаме и тие билингвални паралелки со по 6 часа, мислам дека неделно и логично е. Меѓутоа, сето тоа после тоа лесно се открива. Затоа сакам да знаат сите дека не може на тој начин да се користат. Подобро 5 реда да ги напишат со тоа што тие го знаат и го размислуваат. Гледаме да видиме начин на размислување. Јас да речеме во според акредитацијата одобрени им се 500 студенти на некоја програма. Кога направивме анализа секторот на пазарот на труд, утврдивме дека во овој момент не се потребни 500 студенти. Туку решивме, ние ќе им дозволиме 400 и фигуративно кажуваме одредени бројки, нели не факите за збор. Тоа го направивме, но и покрај тоа смитам дека бројот на студенти се намалува со оглед на тоа дека се помалку ученици имаме и во основните и во средните училишта.